после 2-годишна тешка, напорна, но истовремено искрена и принципиелна борба, успеавме да ја вратиме депонијата Дрисла на градот Скопје. Со ова решение на Централниот регистар денеска и официјално завршува 9-годишната авантура на ВМРО ДПМН, со која овој моќен градски капацитет беше даден на користење на несоодветен, така наречен партнер на градот. Во периодот што следи, за исправноста на работењето на депонијата Дрисла ќе одговара град Скопје и јас лично како ваш градоначалник. Создадени се услови во текот на утрешниот ден да биде разрешен сегашниот директор на Дрисла и да се именува нов вршител на должност на директор, а на седницата на Советот на градот Скопје закажана за 29 јануари ќе бидат избрани нов управен и надзорен одбор на сега веќе новото јавно градско предпријатие за управување со комунален отпад. По завршувањето на оваа постапка ќе ги повикам сите надлежни институции, меѓутоа и заинтересирани граѓани, здруженија, асоцијации, сите поединци, да помогнеме заеднички да се направи анализа до сегашното работење на депонијата и заеднички да ја утврдиме фактичката состојба на овој нов градски капацитет. Ќе повторам. Градот Скопје и јас лично, како ваш градоначалник, сме гарант за исправноста на целокупното идно работење на Дрисла. Жал ми е што заради некомпетентност и базично незнаење демонстрирано од претходната владеашка градска гарнитура, неповратно загубивме 9 години. Во периодот што следи, прва грижа на градот ќе биде Дрисла да стане првата вистинска санитарна депонија, која што ќе применува најсовремени технологии за управување со отпадот и целокупниот незин економски потенцијал да биде ставен исклучиво во полза и во корист на граѓаните на Скопје. 2 години водевме филигрански прецизна правна игра со цел, и тоа во јули месец кога го дадов како градоначалник на одлука на Совет на град Скопје да биде донесена одлуката за престанок на постапката, односно прекид на постапката. Таа правна игра, условно да ја кажам, што ја водевме, е да градот не биде порозен за евентуални тужби за некаков си надомесна штета. Значи, градот Скопје успеавме во оваа 2-годишна битка да го доведеме во позиција да не биде порозен, односно не може да биде предмет за тужби за надомесна штета.